Драги гледачи, добар ден. Одново сме во емисијата Тоа е фудбалот. Заврши првата мундијалска фаза, влегуваме во повисока. Какво светско првенство гледаме? Има ли подобар соговорник од човек кој што учествувал на едно светско првенство? Добре дојде за Вујадин Станојковиќ, нашето познато фудбалско име, а тука е и мојата извонредна подкрепа Бранко Чупески. И натаму нашиот главен спонзор Златна копачка го овозможува гледањето и реализирањето на оваа емисија, а мене ми ја дадоа најтешката задача да погодувам резултати. Мислам дека бев успешен во минатата емисија со исходите над преварите. Од 6 надпревари во 5 ги погодив исходите, а не точните резултати. Ке се обидам сега да ги прогнозирам мечевите од осмина финалето, од првата нокаут рунда. Според мене, Холандија и Соединените Американски држави ќе одиграат нерешено 1:1, на пенали ќе оди натаму Холандија. Аргентина, Австралија 2:0, Јапонија, Хрватска 1:2, Јужна Кореја, Бразил 0:2, Англија, Сенегал 2:1, Франција, Полска 3:0, Мароко, Шпанија 1:2 и Португалија, Швајцарија 2:1. Златко, како аргентинците, напоменавме да не му верувате кога рече дека е лош прогнозер и тој полека влегува со аргентинско танго во прогнозите, во резултатите на ова светско првенство. Верувајте му и понатаму, типувајте како него, а и направете subscribe на подкастот Тоа е фудбалот, затоа што прекрасната игра, фудбалот и колегата Златко Калински го заслужуваат тоа. Се ближиме кон крајот на надпреварот, потребен е погодок, нафрлена топка и гол! Секој голем играч има своја прослава, особено кога тикетот е добитен со најголемите коефициенти во Златна копачка. Вујо, какво светско првенство гледаме? Пред се благодарам на Брани на Златко за поканата. Убаво е да се збори нормално за една завршница, дали е тоа светско или европско првенство, и нарочито сега како што е еден светски сајам на фудбалот, и сите вперени очи на целата, така да кажем, земјанска кугла, која е фудбалска, е усмерена кон Катар. Така да ова светско првенство, бар по мене, е доста квалитетно, ајде да кажем така, доста израмнето, а од друга страна со доста изненадување. Не заради тоа што некои репрезентации од тие фаворити играле послабо, не затоа што тие под знак наводници помалите репрезентации кои до вчера биле негде таму, има стратешки и национален план од 10-15 години и еве од сето тоа бенефитот го видува сега на ова светско првенство, така да не ги забравиме тука ни Јапан, ни Тунис, ни сега ајде во групата Србија, Бразил, Камерун, каде што Камерун исто изворедна една млада екипа на чело со Роџер Мила, кој е претседател на фудбалската федерација на Камерун, така да тоа е перспектива на Камерун, така да за мене овие некои изненадувања што големите се вратија назад дома, едноставно очигледно смена на генерација, а не направена во од, донеси Белгија и Германија да се вратат дома. Дали ова најнепредвидливото светско првенство досега, како што е оценето во медиумите, знаеме дека форматот на следното ќе се зголеми со многу повеќе екипи, дали во ваква форма како што го гледаме и како што сме научени да го гледаме досега, светското првенство ова е најнепредвидливото, не може да се предвиди ниту еден резултат. Да, Бране, али до сега сите светски првенства се релативни. Фудбалот е релативна игра и затоа е најинтересна споредна работа на светот. Така да фудбалот ви овозможува многу радост, меѓутоа и многу разочарување. Сега, ако не знаете да се носите и со едното и со другото, тогаш ако немате една средина, тогаш паѓате или во неки делириум, или паѓате во нека меланхолија, депресија, каде што тешко се може да се вратите и да се вадите. Тука веќе ви требаат спортски психолози, каде што нормално одредени ситуации треба да ги решават. Во моментов практично има репрезентации од сите континенти.
Антарктика нема само. Што ретко се случувало на светските првенства. Светско првенство во нокаут фаза без Германија, без Белгија, без Данска, без двократниот светски шампион Уругвај. Во продолжение, може ли да се очекуваат уште вакви изненадувачки резултати, знаејќи дека во нокаут фазата е еден Мароко, еден Сенегал, една Јапонија? Па погледнете самите игри на тие репрезентации ви даваат за право да кажеме дека ќе има изненадување. Затоа што стварно има голем напредок и голем исчекор фудбалски. И тоа е убавината на светските првенства, кога има една поголема шереноликост, кога не е оноа се знаат кои се фаворитите, тие се тука во најтесен круг. Каков фудбал се игра во Катар? Па пази, дефинитивно во Катар се игра еден модерен фудбал, со доста трчање, со доста физика и едноставно, ајде да одиме со првото коло од групната фаза, имавме доста голови. Значи, едноставно не се либат, значи да излезат и помалите, по знак наводници, репрезентации, да излезат и да го нападнат противникот, иако мислат дека тие се фаворити, нели? Така да се случија многу такви резултати во овој дел првичен, така да мислам дека и понатаму ќе има доста изненадувања и доста репрезентации. Погледнете, ајде да не ги повторуваме и Сенегал и Мароко, значи Јапонија и сите овие репрезентации. Погледнете самата нивна игра, пристапот кон играта, пристапот кон дресот, пристапот кон ова што го носите овде е безпрекорно. Значи, еден, така да кажем, за мене, репер, за професионалност, за одговорност, за достоинство национално е Саудиска Арабија, која апсолутно ни во еден момент, она е можда технички послаба од другите. Меѓутоа, тактички одлично поставена французите, не знам како се вика селекторот, одлично ја постави играта, значи со сите репрезентации три што ги одигра и едноставно задната утакмица, третото коло, каде што не дозволија апсолутно да некој се посомнева, како што Бразил направи, нели? Мислам дека тоа е малку дегутантно и некоректно, али добро, тоа е веќе нивен проблем. Значи, Саудиска Арабија направи таков исчекор и направи таков, чак и даде гол, значи другата репрезентација која требаше да оди понатаму, едноставно се бореа за својата држава, за својата нација, едноставно за своето его и за својот квалитет. Ерв Ренар е начело на Саудиска Арабија, да. Емотивен човек, човек кој што сака да зборува, да ги пренесе емоциите на своите играчи и покрај тоа што тој има преведувач, сепак неговите зборови на кој јазик и да бидат кажани допираат сигурно директно непосредно до играчите на Саудиска Арабија. Дали зборувавме за тимскиот аспект, дали од индивидуален аспект има некакво изненадување, некои од фудбалерите што требаше да дадат, не дадоа, некои од оние што не се очекуваше дадоа, плюс, минус, има ли некој таков момент што би го издвоиле во оваа прва фаза? Мислам дека од оние што се очекуваше тие и одигра онака како што треба, нормално со така да кажам, нивото на нивен квалитет се знае како и меѓутоа годините ги прегазуваат. Значи тука зборам за Роналдо, за Модри, за Меси, за Кавани, за одредени фудбалери кои веќе се тука, името е големо, респектот е исто така од противник голем, меѓутоа можностите се малку помали и другојачи за разлика од 4 години или за разлика од 8 години. А поготово и желбите на еден Роналдо, на еден Меси да стигнат конечно до таа светска круна која што им фали во нивната биографија. Златко, тоа го краси професионалниот лик на еден човек и на еден фудбалер како што е Меси, како што е Роналдо. Значи, тоа се гладни луѓе, незаситни од трофеи. Значи, он сака уште повеќе. Тоа е професионалност. Тоа и у 37 години, 38 години, он трча, се бори, се нервира, се смее, скока. Значи, пази, тоа се прави момци, тоа се пази луѓе кои младите треба да учат како треба да стасат и да дојдат до неко ниво каде што нема освоено. Нема станува само таа светска круна. Меѓутоа тие се борат, трчаат, значи ги ангажираат, ги мотивираат своите соиграчи. Тоа е прави професионалец.
Така е, стресно беше последното коло, во повеќе групи до последниот момент, до последниот судиски свиреш, беше неизвестно кој ќе отиде во нокаут фазата. Веројатно најстресно беше синоќа за љубителите на фудбалот во Србија, па да видиме какви се реакциите по синоќешниот дебакл против Швајцарија. Ало Белград, добар ден. Дали е тоа гласот на Оливер Бранковиќ, на драгиот наш колега? Добар ден, добар дан. Овде ка Белград, поедете. Верувам дека е ова тмурен ден со многу тежина по она што се случуваше синоќа во Катар. Како сето тоа се доживува во Србија? Тмурен и студен, како што се студени радиаторите овде ка во Белград, така и во душите на цела Србија и на особено на српските навивачи е тежок ден. Цела Србија вчера го следеше надпреварот со Швајцарија. Овакво надежите беа дека ќе успее сепак Србија да победи, да се пасира во осми на финалето. Меѓутоа, да ви кажам најискрено, и јас тука и сите повеќе се нервиравме гледајќи го надпреварот, изгуби Србија. Се покажа дека Швајцарија е одново фатална за српската репрезентација, како што беше и пред 4 години во Русија. На некој начин се повтори таа неуспешна или приказна со лош крај. Какви се реакциите во српскиот печат, во утринските изданија? Гледате, реакциите уште веднаш почна, уште синоќа ги гледав овакво, треба да кажам на вистина, радиотелевизија Србија феноменално го пренесува светско првенство со експерти, со стручњаци, со компјутерски анимации, со анализи, со суди и така натаму, така да одека имаме комплетна информација за сето она што се случува во Катар и за играта на српската репрезентација. Доста се говореше и се пишуваше, точно е Златко, за овој надпревар пред 4 години со Швајцарија, дека не треба така лесно да се свати тој надпревар, дека не е лош тим толку Швајцарија. Меѓутоа, грешката беше уште на предпочетокот на светското првенство, каде што овдека надежите беа дека Србија има одличен тим и дека се надева дека ќе дојдат дури до четвртфиналето, дека ќе играат со Хрватска во четвртфиналето. Меѓутоа, што од првата утакмица, па и втората, особено која што овдека највише се пишува за решениот резултат со Камерун, не толку за Швајцарија, и секако синоќа покажа дека вклучност надежите биле многу високо подгреани и пласирани од страна на медиумите пред се. Гледате, јас ги гледав реакциите и на самите играчи, на Митровиќ, на Костич и на крај пресконференцијата на Пикси. Во еден момент Пикси кажа она што веќе се заклучуваше одека во Србија, дека всушност тој самиот и немал некои големи очекувања од настапот на српската репрезентација на светското првенство. На прашањето зошто немал? Затоа што, вика, јас немав можност да составам топ 100% подготвен тим за ова светско првенство. Најдобрите клучни играчи, тоа меѓу редовите до тогаш го кажуваше, биле или повредени, или неподготвени, или долго време не игра, што се покажа, например, во случајот со Влаховиќ. И не само Влаховиќ, тука и Костич, и Митровиќ и останатите. Така да он ја кажа на вистина дека максимум што можеле и дури и тие, вика, што не требаа да играат, не можеа да играат, сакаат да играат, и го дале својот максимум, и он е задоволен од играта на српската репрезентација, односно од играчите, дека го даде својот максимум од причина што речиси половината не биле ни подготвени за оваков вид на надпревар како што е светското првенство. Така да он ја кажа целата суштина и не е толку разочаран. Напротив, вика, идемо дале.
Добро, Оливер, Стојковиќ беше кован во Звездите како селектор кој што ќе ја врати српската репрезентација онаму каде што сметаше дека го заслужува тоа место. Критиките почнаа после мечот со Камерун. Дали тие отровни стрели продолжија од синоќа упатени на начинот на водење на селекторот на српската репрезентација? Доста се пишуваше за тоа, за начинот за водење, сите прашувања зашто се играше толку офанзивно, значи Србија даде 5 гола, а прими 8, што говори дека тактиката била офанзивна игра на Србија. Меѓутоа, самиот Пикси почна и се вадеше на физичката кондиција на српските репрезентативци, дека го дале максимумот, не можеле повеќе од тоа да го дадат, дека не биле подготвени и дека не можел да го создаде филмот. Точно е тоа Златко што го кажа, тој успеа и тука се најголемите комплименти и поддршката за Пикси што успеа да донесе Србија на светското првенство. Се сеќавате на надпревар со Португалија и така натаму. И вика, меѓутоа тој тим тогаш кој што бил во квалификациите и овој сега, иако се игрите истите играчи, не е 100%, не бил 100% подготвен за ова светско првенство. И самиот кажа дека не очекувал дека воопшто нешто повеќе од ова може да се направи. Еден новинар го праша, добро, дали мислите да дајете оставка? Од тој контекст што кажа, Пикси кажа напротив, јас сум задоволен од играта на репрезентацијата, задоволен сум од максимумот што го даваат и веќе се подготвува за европското првенство и тука е, вика, нашата надеж на европското првенство да го даде максимум овој тим кој што не го даде на светското првенство во Катар. И истото слично го кажа и Митровиќ и Костич, многу беа резигнирани. Нормално навивачите беа и така резигнирани, но самите играчи на српската презентација во тие изјави веднаш по надпреварот беа тажни. Чувствуваа болка и сите кажа дека дале максимум што можат во тој момент да го дадат. Така да постои разочарано секако во Србија што така неславно заврши овој настап на српската репрезентација на ова светско првенство, само со 1 бод, последна во групата. Меѓутоа, такви сме ние овде во Србите. Идемо дале. Жал ми е што не разговаравме за поубави работи, за подобар исход. Ти благодарам за јавувањето. Поздрав до Скопје од Белград. Колем. Пријатно. Во го слушнавме нашиот известувач од Белград, Оливер Бранковиќ. Па добро, човекот доста реално и објективно си ги кажа сите работи кои се случувале и се случуваа до синоќа. Меѓутоа, јас само ќе додадам дека по мене таа групна фаза е изгубена, значи, против Камерун. Значи, пред емисијата тоа го спомнав дека не смее да си дозволи таков луксус една репрезентација сериозна, а нарочито еден човек како што е Драган Стојковиќ Пикси, да се не реагира од клупа на резултатот 3-1 каде што ве води понатаму или уште бот ви фали за да го тоа, така да кажам, верификувате осми на финале. Тука има одредени ситуации каде што можда и задкулисни работи се случувале, као што читаме, не знам, па се нормално играчите правдаат, така да и тука треба малку да се поведе ред. Не може таму да оди секој. Не може таму да влегува секој и не може, пази, таму да се понаша како сака. Значи, тоа е репрезентација, тоа е врв, тоа е нација, тоа е држава и таму постојат одредени критериуми и норми. И тука нема апсолутно ништо импровизација и ништо нека влезе еден, па нека дојде друг, па нека дојде една жена, трета жена. Нема. Нема ни брат, ни сестра, ни жена, ни дете, ни мајка. Таму си тие 10 дена, 15 дена, 20, све зависи до која фаза одиш во надпреварувањето, тотално сконцентриран и со анализи, со сите оние замисли на тренерот, спроведување на тренинг, односно на надпревар.
Во ја се уште влечеме симпатии кон поранешните југословенски републики, сега независни држави, дали е тоа Србија, дали е Хрватска, дали е Босна и Херцеговина, дали е Црна Гора, дали е Словенија, но имаме за сите, симпатиите се тука, генерациите се уште се живи оние кои што живееле заедно. Србија како селекција го влече оној стар менталитет и хрватските медиуми ја оценија Србија како најголем непријател самата на себе. Значи не и треба противник кога таа си е непријател самата на себе. Дали со премногу емотивен набој се влезе во наводници, нели, зборот набој се влезе во мечот со Швајцарија? Дали се играше против црни духови или против Швајцарија? Против кого играше Србија? Пази, таа емотивност, нарошито против Швајцарија, мислам дека ги изгоре и пази, еден професионалец, еден репрезентативец, а нарочито на таква завршница, не сме таков луксус да си дозволи. Чак ни на клубско ниво, а камо на репрезентативно. Тука мора да бидете со ладни глави, без емоции, него сето она што треба да го сработите, сето она што сте го припремале, сето она што сте го анализирале, да го спроведете на терен. Значи без закачки, без апсолутно било какви декутантни работи, и знаете како веќе што сте таму се случувало, така да тоа само ќе ви одзема внимание, ќе ви одзема концентрација, ќе ви одземе снага, значи место да се усредите на нешто што еден момент, еден детаљ, еден прс, можда или едно стопало, ќе бидеш пред противникот, ќе дадеш гол. Така да тоа е нешто што или само една глава, кој што Митровиќ даде или Влаховиќ што даде тие два гола, тие идентични се, тоа е максимално сконцентриран играч и врвен голгетер. Диаметрално спротивно е расположението во Хрватска, која ден претходно ги реши проблемите од групната фаза. Но да видиме каква е атмосферата, одиме во Загреб. Ало Загреб, добар ден. Дали е тоа мојот драг колега Јура Озмец? Zlatko, drago mi te vidjeti nakon dosta godina i nakon dosta vremena što se zapravo nismo vidjeli, ali evo drago mi je da smo i ti ja još uvijek vrlo žestoko u sportu, to mi je ono, tako treba biti jednostavno. Добро дојде во емисијата Тоа е фудбалот со Златко Калински. Би сакал малку да те представам на нашите гледачи. Јура Озмец, новинар, коментатор, половина работен век во ХТВ, втората половина во спортската телевизија, професор по журналистика, председател на Сдруженијето на спортски новинари на Хрватска, високо позициониран во Меѓународното сдружение на спортски новинари. Да не пропуштив нешто? Jesi, ali nema veze. Nije važno. Hvala ti na ovome, u svakom slučaju. Хрватска мина ни стресни квалификации, меѓутоа се уште ја грее мундијалското сонце. Како сето тоа го доживуваш? Pa vidi, mi kad smo svi zajedno, dakle ne samo ja, nego cijela Hrvatska, kad smo ispraćali reprezentaciju koja je išla za Katar, onda smo dosta referirali na ono što smo napravili u Rusiji i bilo je većinom, više od pola ljudi reklo, ma dobro, prvi krug, to uopće nema problema, to je samo nekakav Maroko, to je samo nekakva Kanada, bit će malo problema s Belgijom, ali pobjedit ćemo i njih, bit ćemo prvi u grupi. I onda kad se počelo događati, dakle prva utakmica protiv Maroka 0-0 uz jednu čudnu igru, odličan Maroko, moramo to isto tako reći, već je postalo malo teže, malo su ljudi teže razmišljali, već je bilo ono, joj nisu spremni, joj krivi odabir Dalićev, joj svašta je bilo. A onda kad je krenula Kanada i kad je Hrvatska dobila 4-1 u jednoj fenomenalnoj utakmici, onda su se svi vratili na one prve postavke, ne, mi ćemo biti sigurno prvi, mi smo najbolji, mi smo takvi, mi smo ovi. Zaboravljali smo cijelo vrijeme da su i Maroko i Kanada i Belgija odlične momčadi koje su ipak prošle jedan put da bi došle uopće do svjetskog prvenstva i da su u tom putu, u tim kvalifikacijama pokazali jako dobar nogomet. Dakle, nakon što smo prošli te dvije utakmice, onda smo krenuli u utakmicu protiv Belgije. Belgija koja je naravno vrhunska ekipa, vrhunski tim i ekipa koja je navodno imala problema tokom prva dva kola, prve dvije utakmice, međutim pokazalo se da je to bila pila naopako. Jednostavno, Belgija je odlična ekipa, Hrvatska imala jako puno sreće da Lukaku nije zabio iz 4 mrtve prilike,
ali isto tako je Hrvatska pokazala da se jako dobro zna igrati i u fazi obrane. Nova zvijezda, rekao bih, hrvatskog nogometa, Joško Gvardioli je zasjala na svjetskom nebu i to je nešto što treba Hrvatsku jako, jako veseliti. Пред коцкестите сега е испречена Јапонија. Дали беше очекуван ваков епилог дека во првата нокаут рунда ќе се спротивставите на Јапонија, а не на Шпанија или Германија? Pa, Zlatko, to ja tebi mogu pitati, da ti je neko rekao da će Hrvatska protiv Japana igrati u drugom krugu, rekao bi da baš neki nismo normalni, a kamoli da će Japan biti prvi u onoj svojoj skupini, to je fantastičan uspjeh za zemlju koja nogomet nema čak na prvom mjestu, iako u većini svjetskih zemalja je nogomet je na prvom mjestu i ti i ja znamo da u Japanu, vjerovali ili ne, je bejsbol na prvom mjestu. Tako da nacija koja nema nogomet na prvom mjestu, koja igra takav nogomet, takav brzi nogomet, rašireni nogomet sa igračima koji više od pola igraju u europskim ligama, dakle, to je odlično komponirano momčad. I je iznenađenje da je Japan prvi, ko što je na neki način iznenađenje da je Hrvatska druga. Međutim, Japan je super momčad. Dakle, ti dečki koji tamo trče od prve do 97. 8. 9. minute, to je fantastičan uspjeh za Japan. Hrvatska, naravno, pitanje je da li bi bolje prošla sa Španjolskom s kojim nemamo neke dobre rezultate ili s Japanom s kojim se možemo mi svojom tehnikom zapravo nadigravati. Japan nema tu tehniku koju ima Hrvatska, posebice ne vezni red i Japan nema tu prodornost koju mogu naši igrači u obrani zapravo spriječiti, a s druge strane čini mi se da napadački red Hrvatske može itekako dobro probiti obrambeni red Japana. Uostalom imali smo 3 utakmice, odnosno Dalić je imao 3 utakmice, pogledati Japan, vidjeti što Japan radi, kako Japan gradi svoje prilike i kako Japan pobjeđuje. Vidjeli smo onaj fenomenalan gol, dakle, Japanca koji je trčao za loptom, makar je ona već bila na pola izvan igrališta, on je dalje trčao za njom, vratio je u sredinu samo zato da bi njegov suigrač postavio u mrežu. Dakle, jedna požrtvovnost, jedna trka, jedna tehnika vrlo solidna, jedna kompaktnost, jedna uigranost, jedan dio koji Japan je pokazao sada svijetu da zaista može, a prvo mjesto u skupini sasvim dovoljno govori. Naravno da smo svi očekivali vjerojatno Španjolsku, ali evo, ovo se dogodilo i definitivno se sada mora Dalić i ekipa pripremiti za takav jedan brzinski Japan. Dakle, sasvim sigurno bit će i nekih promjena u ekipi, sumnjam da će ići sa ovom ekipom, pretpostavljam da će ići sa igračima koji su nešto malo mlađi, koji mogu konkurirati toj brzini koju ima Japan negdje u napadačkom dijelu. U srednjem redu ne treba nikakvih promjena, to je najjači srednji red koji trenutno Hrvatska ima, kažem, i najjači na svijetu. A u napadu tu ćemo vidjeti hoće li Dalić riskirati, hoće li krenuti, ne znam, možda s Petkovićem ili Vajom zajedno, ne znam, to je dosta otvoreno pitanje. Како што е отворено прашањето, дали Хрватска има капацитет да стигне близко до чудото што го направи во Русија пред 4 години? Pa sad svi znaju ko je Hrvatska i to je sad najveći problem Hrvatske. Dakle, i Maroko u prvom kolu je znao ko je Hrvatska, Maroko se odlično postavio, Maroko je odlično odigrao. Dakle, sad svi znaju ko je Hrvatska. Hrvatska je kroz rezultate u Ligi nacija u protekle 2 godine potvrdila taj svoj visoki rating i potvrdila da zna i može igrati, da zna nogomet i da zna dobro parirati bilo kojem nogometnom stilu. Možda Hrvatska malo još uvijek nedostaje ta igra protiv Francuza ili Španjolaca, ali naravno se uvijek može dogoditi. Ukoliko prođe Japan, vjerojatno Hrvatska je sljedeći protivnik Brazil. To je onda pravo iskušenje, budući da Hrvatska i Brazil, neću reći da igraju slično, ali igraju jedan lijepi nogomet. Dakle, to je nešto što i Hrvatska i Brazil mogu uživati u takvoj jednoj utakmici. Ko će na kraju pobijediti? Naravno, ukoliko do te utakmice dođe, to je pitanje. Prođe li Hrvatska taj dio, onda može zaista vrlo visoko, ali onda je pokazala da definitivno može jako, jako puno. Brazil je, čini mi se, malo kalkulirao sada u zadnjoj utakmici, išao je sa te ekipom da bi bio što spremni za svoje sljedeće kolo. Tako da cijela ta priča oko Hrvatske i oko toga što Hrvatska u ovom trenutku može, a Brazil će se eventualno, ako već preskačemo, nije Japan, Brazil će se vjerojatno potrošiti s Korejom, koja je također brza ekipa, koja je također dobra ekipa. Onda će biti zanimljivo vidjeti ko će biti. Osim naravno ako u tom sljedećem kolu ne budu Japan i Koreja umjesto Hrvatske i Brazila. Onda će biti zanimljivo prvenstvo.
Како што гледам, хрватската фудбалска јавност ужива во овие денови и верувам дека ќе потрае таквото расположение, дека ќе се зголемува мундијалското вжештување. Pa Hrvatska je željna, rekao bih, ono što se dogodilo prije 4 godine u Rusiji, dakle jednog jedinstva, jedne dobre slike, jednog slavlja, jednog veselja. Katar je preskup da bi puno Hrvata išlo u Katar, u Rusiju je jako puno Hrvata išlo. Katar je zaista preskup da bi tamo se išlo. Bilo, povremeno odu neki avioni 2-3 dnevno na utakmicu pa se vrate natrag. To se još može priuštiti, ali biti tamo mogu samo rijetki, budući da je Katar vrlo skup. Tako da ovdje u Hrvatskoj, posebice u velikim gradovima, vlada jedno dobro raspoloženje, iako je vani hladno. I to je potpuno neočekivano za navijače, prave navijače, da po toj hladnoći zapravo bi negdje uopće vani gledali, dakle da se ljudi ipak zatvaraju po kućama, eventualno po nekim restoranima ili manjim kafićima. Tako da je malo drugačija atmosfera na cestama, na ulici, međutim osjeća se taj jedan dobar duh, svi mediji na prvim stranicama tiskani ili u prvim minutama elektronski mediji javljaju i izvještavaju o tome što se događa u Kataru. U Kataru to je ono što jednostavno želimo svi čuti, vidjeti i naravno svi žele da Hrvatska prođe što dalje, do finala bi bilo idealno, ali kažem, težak put je Hrvatsku zapao sa tim drugim mjestom u skupini, dakle kažu svi bilo bi bolje da su bili prvi pa bi možda išli malo laganije, bilo bi jednostavnije. Možete se vi sada pravdati, možete vi sada tražiti neke svoje rješenja, međutim to je definitivno put koji Hrvatska ima i u kojem će ili proći ili neće proći, što neće umanjiti ljubav Hrvatske za hrvatske nogometaše, budući da već ponovo iduće godine Hrvatska kreće na najvišu fazu Lige nacija, dakle ponovo će biti nogometnog slavlja, nogometnog veselja. S ovakvom reprezentacijom Hrvatska sigurno može jako puno. А и македонската фудбалска јавност ќе има и натаму за кого да навива на ова светско првенство. Јуре, ти благодарам за јавувањето, ти пожелувам се најдобро. Може би ќе имаме можност да се слушнеме за уште поубави вести од Катар до крајот на светското првенство. Zlatko, puno hvala što evo i vašim cijenjenim gledateljima koji gledaju ovaj blog, koji eventualno navijaju za Hrvatsku, samo navijajte, neka bude lijepo, neka bude lijep nogomet, neka bude puno golova. Hvala Zlatko što si me se sjetio. Prijatno. Potreben je poen za pobeda. Prv servis. Game, set, meč. Pobeda! Секој голем играч има своја прослава, особено кога тикетот е добитен со најголемите коефициенти во Златна копачка. Вујо 90-тата ми е во сеќавањата. Беше дел од репрезентацијата на Југославија на светското првенство во Италија. Почна со оној тежок пораз против Германија од 4:1, но потоа работите дојдоа на свое место, нокаут фаза. Го почувствува тој момент кога е да се биде или не во секој нареден надпревар, кога одиш се погоре и погоре, се повисоко, кога амбициите се зголемуваат, а со тоа и желбите и обврските. Па да, и самодовербата. Како? Да, и самодовербата. Кажи ми за тој момент, за таа 90-та, за тие прекрасни моменти во Италија, на крај што се завршија со бруталните пенали против Аргентина. Па ете, и тоа е едно светско првенство, едно од најквалитетните светски првенства, меѓу најквалитетните светски првенства. И ово го кажувам из проста причина, затоа што ние загубивме во Милано на Сан Сиро, изгубивме против Германија со 4:1, меѓутоа тука поставката после се испостави дека првите стартери што беа не можеа да одговорат физички на физичките предиспозиции на германците. Значи ние не можевме да играме со Део во средина, со Пикси и со Папе, со Сафет Сушич.
единствениот кој трчаше тоа беше Среќко Катанец. Сега човекот не можеше насекаде, нели? Тие беа машина, значи со цела свита, да не ги сега набројуваме репрезентативците. Мислам дека се увиде таа, така да кажам, тактичка грешка и веќе против Колумбија и Саудиска Арабија направивме исчекор, голем исчекор, не само што расте амбициите, него растеше и самодовербата и едноставно атмосферата и пред тоа беше јако добра, затоа што ние имавме, да не забравиме, мора тоа да го кажам, проблеми значи со навивачите во Загреб, проблеми со одредени ситуации на државно ниво, со така да кажам некои државни проблеми каде што ни испратија како ни испратија, мислеа дека ние сме таму ќе отидеме ко распасена банда и дека сето она што се случуваше во Загреб против Холандија, па и против Шпанија во Љубљана, по препремниот дел говореше дека и многу скептици имаше од новинарите, зборам за писаните информации. Меѓутоа покажавме еден карактер, покажавме една сплотеност, покажавме дека од Вардара па до Триглава никој ништо не ни можеше, затоа што ние бевме сите заедно не само една година, ние бевме 4 години скоро заедно. Значи ние бевме од некои пред тоа, од квалификациите од 86-та па не знам, по 88-ма некои кои ние дојдовме, па имаше реорганизација и реновирање на таа репрезентација после дебакалот, сеќавате во Белград со Англија од 4-1, 5-1 како беше, така да сето тоа дојде во квалификации каде што ние направивме изводен резултат и бевме пред Франција, пред Норвешка, пред Шкотска, пред Кипар. И сето тоа ни даваше за право да одиме чекор по чекор, и таа сплотеност, така да кажам, национална верба и во Осим као стручњак, кој е феноменален стручњак, отидовме до таму за да, за тој рулет пенал, но отидовме во полуфинале, чак и да пројдевме, значи ние останувавме до крај на светско првенство. И Осим призна подоцна дека поинаку би ги местел коцките во тој мозаик, особено во тој стресен надпревар против Аргентина, практично со 10 играчи и со пеналите кои што беа изненадувачки беше изборот на фудбалери кои што ќе ги пуцаат пеналите. Значи тука има еден друг, значи тоа не е проблем, него замор. Ние против Шпанија кога ја победивме, игравме 120 минути. Дојде Аргентина повторно 120 минути. Значи, температурата беше негде околу 40 степени на самиот терен. Тоа, нели, тие параметри мора да ги делегатот води и кажува сите тие информации. И едноставно исцрпеноста на репрезентативците беше голема, а од друга страна, ова што го Златко викаш, можеше да се изротира задните 5 или 10 минути при крај на надпревар, да се тогаш имавме право 3 замени да бидат, може да се заменат заморените репрезентативци да се спремаме за пенал. Меѓутоа, ние со 10 играчи, иако Шабанаджович пази доби црвен картон и тоа рано фаза на надпреварот, ние одигравме доста квалитетно со 10 играчи. Малтене Аргентина со целата нивна свита од Марадона, Каниджа, голманот Гојко Чеја кој беше јунак на надпреварот, значи не успеа да шутнат на гол. Ние имавме в задните 5 минути од продолжението, ние имавме 2 зицера. Ако се сеќавате по десна страна, не знам кој, дали Пикси Продре, Папе, Пешес, Сафе Сушич, значи тоа не промашува. Од друга страна, по лева страна, наша нивна десна, Пикси тамо заломи еден играч од Аргентина, на Део, на петерац, малтене на 6 метри, и тоа на лева нога. Сега Део, во овие години, со врзани очи ќе го даде гол. 10 топки да му дадете, така 10 гола ќе даде. Тоа е фудбалот. Тоа е фудбалот. Италија 90-та, 12 години, крокодилски солзи по поразот со Аргентина, со Обединените арапски емирати претходно 4-1, со Колумбија 1-0, Јозич прекрасен гол, да, 2 гола на Панчев. Ќе го пометиме, ние што сме го гледале тоа светско првенство е наше, македонско исто така, не може никој да ни го земе, нели бевме дел од таа репрезентација. Играше заедно со Дарко Панчев. Тој звездаш, ти партизановец,
Имаше ли комуникација на тоа ниво? Се пецкавте ли, се чепкавте ли? Па не, тоа... Во совлекувалната, на тренинзите? Не. Тогаш не, кога е репрезентација во прашање, имало, али не така. Меѓутоа, вака, кога сме во Белград и таму, нели, приватно, кога сме еден кај друг, кај кога одиме, нормално меѓу такмиците, воопште, тогаш имаше разноразни чарки, разноразни догодовштини, сега да не одземам време за тие догодовштини. Тоа имаше многу работи, тоа Илија беше, али Илија најдоски е малку посрамежливо, не е тој толку причливи. Тој го кажува своето на теренот. И он си го кажува таму кај што е. Има ли жал? Немаше среќа еве со пеналите во Италија. Европско првенство дојде 92 година и знаеме како сето тоа се заврши. Верувам дека за еден спортист е многу тажно, знае дека можел да биде дел од нешто големо, ете на таков начин некако се заврши. Не велам, патот во Италија беше сосема во ред, меѓутоа стресно заврши, а потоа уште постресно Европското првенство 92 година во Шведска. Затоа, значи, јас сега гледам од мој аспект личен, значи, како репрезентативец, ми остана жал и ќе ми биде жал док сум жив. 88 имам Олимпијада, Сеул, 90 имам светско првенство и тоа настапи, значи не да бидам учесник, него настапи во Италија и 92 како прво пласирани за Европско првенство во Шведска 92 година, пред Данска и пред останатите што е. Доаѓа ситуација каде што ние сме во нашата база и одиме во како се вика, во Шведска, во Малме, бевме во група Југославија, Шведска, Енглеска и Француска. И на 5 дена или 4 дена пред надпреварот ни кажа дека мора да се вратиме назад и така да тоа ми остана жал што не учествував и на тоа светско првенство, ова европско првенство. Вујо, тие спомени се неизбришливи, тие моменти повторно ќе констатирам, не може никој да не ги земе, останува она грудка во срцето дека не твојата генерација, тој микс од една, две, па и три генерации не го даде најдоброто од себе. Меѓутоа се вратиме во реалноста, осмина финалето е на програмата на тапетот Холандија против Соединетите Американски држави и Аргентина против Австралија. Чудни имиња во оваа половина од ждребот, се повеќе светски репрезентации, има само две европски, а другата половина е европска со 6 од 8 европски селекции. Овие два надпревара, Холандија против САД и Аргентина против Австралија. Има ли изненадување меѓу имињата кои што се во оваа четворка? Па нема изненадување. Да не, ја пак ќе кажам, значи и Австралија више вложува многу во фудбалот. Значи, да не зборам за Америка, која веќе има стратегија на 20 години има национална стратегија. Каде јас имав прилика на еден турнир да играм со младите категории против Америка пред 7-8 години. Ништо не е случајно кај американци. Нема случајност ништо. Нивен стручен штаб 15 луѓе. Значи не знаеш од каде се повеќе играчи или тренери. Така е. Кој што работи, како води, што прави, која анализа, поставка, сите со сите оние марифети како фудбалски како и да треба. Така да ова не е ништо случајно. Така да меѓутоа сепак мислам дека Холандија за мене има мала предност. Од другата страна Аргентина и Австралија се покажа пак како добра репрезентација, како чврст тврдорев за такмичење, значи не е наивна, со доста техника, со точно трчање, со доста борбеност. Меѓутоа Аргентина мислам дека ќе се препороди, иако почна тегаво некако, самежливо, не е навикнати ние да Аргентина тако фудбал игра, нели нарочито првото коло, али полека се дрзна и полека се свестија дека овде нема шала, него мора да се игра, да се трчи, да се бори. А една, апропо ова ќе го кажам, Аргентина на светско првенство 90 година влезе као третопласирана репрезентација. Две најдобри третопласирани репрезентации во осмина финале. Значи, она не отиде као второпласирана, као ние што... Него двете значи, они изгубија, чини ми се, од Камерун. Од Камерун првото отворањето. Е, така, Роджер Мила се чава, најстариот стрелец во историја, 39 години. Го даде голот во првиот надпревар.
тие има таа звезда, има таа среќа, да кажам, спортска, каде што, али спортска среќа не те прати затоа што имаш среќа, него затоа што Си ја заслужил. заслужиш и знаеш да искористиш. Имам уште едно прашање за тебе, потенцијално соочување меѓу Аргентина и Бразил пред финалето на таа страна од ждрепката се двете селекции. Би било ли тоа финале пред финалето? Апсолутно. Апсолутно. Тоа би бил фудбалски земјотрес во Јужна Америка. Тоа би било милиони луѓе кои што ќе го следат тој надпревар на еден поинаков начин. Тамо фудбалот е религија. Јас имав можност да бидам на светското првенство во Бразил во 2014-тата, кога Бразил беше елиминиран, но во финалето играше една Аргентина. Постоеше ке едните ке другите жал што не играат Бразил и Аргентина. Во финалето играа Аргентина и Германија. Тоа би било еден шлагер, мундијалски шлагер. Но да видиме сега како ќе се одвиваат нештата. Мислам дека кај Бразил се појавуваат, мој фаворит е Бразил, меѓутоа се појавуваат слабости предизвикани од неиграњето на Нејмар. Истото се случуваше и пред 4 години во Русија. Истото беше и 2014-та, Нејмар се повреди. Дали ќе му се случи на Бразил такво нешто пак? Војо може ли да зависи една селекција како што е Бразил или Од еден Аргентина играч. од еден играч, да. Па, пази, од тоа- Неймар или па дури и од Меси, Пази, да речеме. Тоа се, значи, индивидуалци, одлични техничари кои знаат, можда ќе ги нема 5-10 минути, 7-8 Може минути. ги нема меѓутоа, 89 и минути. готово, да, може, али со еден потез, со еден завршен пас или со еден потез може и да постигне гол. Така да, тоа се вансеријски играчи кои никогаш не смеете да ги отпишете и никогаш не смеете, не играр, го нема 15 минути, го нема 10 минути, не знаете кога ќе изникне, он изникнува од земја и еве ќе ви даде гол и тогаш се чудите, чека од кај дојде овој. Не, тоа е нешто уродено и тоа е нешто фудбалско, затоа се тие фудбалски гени. Али мислам дека не би требало, као што се големи такви репрезентации, као што е и Бразил и Аргентина, да зависат од еден играч. Он е потребен, он е мотор, он е сето она што влече напред локомотива, меѓутоа не сме еден Бразил да си дозволи да изгуби од Камерун и не сме еден селектор да си дозволи имаме 6 бода, никој ни ништо може, гол разлика е таква како е, да им даде на останатите минутажа. Континуитетот мора да се заврши. Извините, мислам, која минутажа, ова не е, не знам, некоја улична игра или не знам што, ова е светско првенство, тука секој бот ви значи, крај крај ви носи финансии, ви носи авторитет, ви носи многу нешта. Дали има шпекулации дека Шпанија, например, намерно го загуби последниот надпревар во групата За да дојде во европската дивизија, да речеме. за да ги избегне и Хрватска и Бразил во понатомошниот тек од првенството, а следен противник име Тунис. Дефинитивно. Многу познавачи на фудбалот, Уго Санчес, например, тврди дека сигурен е дека намерно го загубија Дефинитивно. надпреварот. Дефинитивно, Златко. Значи, Бразил, Камерун и Шпанија што го направи, значи тоа е, ја кажав, дегутантно. И ван памет, ван фудбал. Франција Тоа е со некоректно. Франција со Тунис. Нема калкулација. Тоа се случи еднаш, ако се сеќавате, скандинавското дерби, 2-2 кога игра. Шведска, Само тој Данска, резултат ги Шведска, носеше Данска, понатаму, само да, тие да, едните да. и другите ги носеше пред 10 години кога беше. Имаше таква шпекулација Германија и Австрија 1982 Германија, година, во прво коло Германија загуби од Алжир со 2:1 и ви сега германците го одиграа надпреварот со Австрија на обострано задоволство 1:1 за да отидат во нокаут фаза. Има една работа друга. Фудбалот е суров. Ќе ви врати. Значи, пазите, кога ќе мислите дека сега е окей, сега сите коцки се на место, сега нема проблем, сега ќе ги вратиме сите назад и Неймар и Како што Петко и мислеа Рајко, Шведска, Трајко. Данска на И европското апсолутно, 2004-та, да. меѓутоа може да дојде ситуација каде што више нокаут фаза. Наградниот фонд на ФИФА е 425 милиони евра. Меѓутоа, добивката на ФИФА
од ова светско првенство се проценува на 4 милиарди и 450 милиони. Само телевизиските права 2,5 милиарди евра. Победникот добива 42 милиони евра, тоа е за 5 милиони и повеќе од што беше во Русија во 2018 1% година. буџетот кој го имат, Да, добивката. Што е тоа? 40 милиони на 4 милиарди. Во 2006 година победникот доби само 9 милиони евра. Во 1982 година тогаш не беа евра, меѓутоа пресметани во евра е околу 2 милиони евра. И сега нема практично нема ништо случајно. Се е рационално, сите репрезентации го гледаат својот интерес, не ги интересира ферплејот практично. Значи има тука една друга работа што се однесува од првенство до првенство, дека цифрите се више астрономски одгоре. Меѓутоа, мора да кажеме дека, и сами знаете, нормално новинари сте, пратиме, значи сега е застапен целиот свет. Значи сите пратат од Африка, од Азија, од Австралија, Нов Зеланд, Јужна Америка, да не зборам, Северна Америка. Значи тоа порано не било. Канада кај интересира, или Америка, или Африка, пази некои земји доле, можда горе Северна Африка, значи Алжир, Мароко, Поблиску Тунис, до Европа што апсолутно беате, тие да. што гравитираат тука и нормално со француските тие државјани, односно натурализирани колонии, значи или шпанските колонии, така да, меѓутоа сега сите се овнатре. Ситне, нема кој не. И затоа добивката е огромно телевизиски права за ти од Јапан горе до не знам до Канада, од озгора, не знам, од Германија или 8 од милиарди Скандинавија гледачи. доле до Нов Зеланд, сите пази платат. Тоа се 8 милиарди, колку сме веќе на оваа планета, нека гледат 4 милиарди и нека има не знам колку телевизиски, замислите, вие само новинарите и печатени и електронски медиуми овде во Македонија колку има? Најмалку 10 кои пренасат, нели, дали тоа се портали, дали се тоа, не знам, телевизија една, телевизија друга, дали е овако или онако. Така да замислите ни целиот свет. Сето тоа се плаќа. Ме прашуваат често сега, актуелно е светското фудбалско првенство, колеги, Македонија. Има ли можност Македонија во догледно време да учествува на едно светско првенство? Мислам дека нема подобар соговорник за ова од Вујадин Станојковиќ, кој што подолго време работиш со помладите категории во репрезентацијата на Македонија. Има ли можни наследници на еден Пандев кој што беше до вчера лидер на репрезентацијата? Има ли слични профили на еден Елмас, на еден Барди, на еден Столе Димитриевски, на еден Велковски? Па, Златко, знаеш како, значи ние пред 10 години не се ни надевавме дека ќе отидеме на светско, односно на европско првенство. Добро, тоа беше еден некоја... момент кој што се искористи на извонеден начин. Без разлика каков е моментот, таков е. Треба да не се не е мој сега да збориме Лига нации, не е преку квалификации. Извините, па Лига нации зошто е направена? Кога ние преку квалификации ќе влеземе на светско или на европско првенство? Никогаш. Затоа Платини, значи пред 7-8 години го донесе тој закон во УЕФА дека да се направи за да се помогне на помалите репрезентации, да се даде можност малите да им се даде можност, апсолутно, да да им се даде можност и на помалите репрезентации да учествуваат на една завршница, односно на европско првенство. Тоа ми е прашањето сега, Македонија ќе и натаму, овој формат останува. Дали има потенцијал да ја храни репрезентацијата со квалитетни играчи кои што би го подигнале? Да, одам кон тоа. Значи, таа национална стратегија продолжува. Значи, ова што се случи со млада репрезентација дека отиде на европско првенство не е случајно. Ова што се случи, значи, со репрезентација дека е на европско првенство не е случајно. Значи, тоа се сработело пред 5, 6, 7, 8 години. Значи, имало континуитет во тие млади категории, кои нормално до 15, 16, 17, 18, 19 доаѓаат у млада репрезентација. Значи, ние веќе го имаме Елмас.
Он уште не е експлоатиран, он уште не е искористен. Елмаз е на половина пат. Значи тука го имаме Јање Атанасов, тука го имаме Тоше Тодоровски. Значи тоа се мојата генерација 99 кои многу добро ги познавам. Значи имаме тука доста млади репрезентативци кои се вметнати во значи да не го заборавиме Даре Чурлинов кој е повреден. Значи тоа се репрезентативци и надежта за една ротација замена за овие веќе кои нормално самата возраст не им дозволува веќе да играат на тоа ниво репрезентативно. И нормално доаѓа полека смена генерација, сега малку ни треба трпение. Значи во играноста, па уште некои репрезентативац и да ќе дојдете и Барди и некои други кои полека ќе излезат. За година-две веќе завршува. Меѓутоа имаме потенцијал, меѓутоа има една друга, знаете, најлошата работа што се случи нормално на глобално ниво, нели COVID-19, каде скоро година и пол дена немавме такмичарски дел. Немавме чак ни тренажен дел. Значи тоа стагнација во развојот на децата. А тоа е најчувствителниот дел од тие 15, 16, 17 години, кога тука се тој замајац фаќа и тука е тој преломниот дел. Психологијата пред се на играчите. Апсолутно све, и психологија, и игравањето, и тактичкиот веќе дел, каде што тука веќе тактика се работи и доаѓа, значи припрема за млада репрезентација која ако ние што сме сервис на млада репрезентација е сервис на репрезентација. Може ли ФИФА со 48-те места кои што ги обезбеди визи за следното светско првенство, кој ќе се игра во повеќе земји, може ли ФИФА да обезбеди простор за помалите селекции како што ги нарекуваме, како што тоа го направи УЕФА? Па не верувам дека ФИФА ќе дозволи да се направи како што УЕФА направи со Лига нации. Мислам дека сепак е ова светско ниво и ова е врв на фудбалот. Така да не верувам што би могло да се измисли или што може да биде практично за да влезат и овие останатите. Сигурно таа бројка што е тука треба да влезат уште 17, колку 18 репрезентации плюс, нели така, за наредното светско првенство. Од 32, 48. Да, 16 фактички има простор за одредени репрезентации. Дај Боже да бидеме и ние тие. И бевме втори во група со Германија, нели? Да, па ете, значи има као второ пласиран, можеш директно да иде, може така да се направи едно УЕФА, овај ФИФА да направи. Двајца првопласирани да идат директно, а третите да игра некаков бараж. Као што игра второ пласираниот сега. Така да и тој модел е може. За крај, најтешкото прашање, имаш ли свој фаворит на светското првенство? Искрено немам, али имам нормално симпатии према, така да кажам, Франција, која стварно игра лепршав, добар фудбал. Ова што се случи нормално со Мароко, тоа не сакам да го спомнувам, значи и нив ги ставам виште од кошка, како што ја ставам Шпанија и Бразил, за такви некоректни работи. Меѓутоа нормално Бразил иде добро, Бразил игра исто добар фудбал, како што нормално Аргентина се враќа. Со Тунис беше Мароко си освои прво место во група, да. Извини. Така? Аргентина се враќа, значи на прав колосек, полека, значи влегуваат во таа, така да кажем, такмичарска добра форма, каде што веќе нема, не е опуштеност, не се вика тоа опуштеност, не може на свет завршница да биде некој опуштен, него мала деконцентрација, невнимание, одредени ситуации, па можда и психологијата во главата, знаеш, денес полесно, ово не е компјутер, ќе притиснеш дугме, утре ќе играм, а денес малку ќе калкулирам. Ето, баш утре можда ќе те казни фудбалот, па таа топка што беше, нели, висок што се ставаше, која голот на Јапонија, на кого беше, вика гол аут. Не е гол аут. Обимот го ја фаќа линијата. 2-3 милиметра. И ќе дојде ситуација, ќе играш 0-0-0-0, продолжетци на пенали као ние со Аргентина ќе изгубите, и ако си подобар, иако играш со 10 играчи, и ако можда се надеваш дека со таа наша генерација одлично можевме да отидеме у полуфинали, дефинитивно сум сигурен во тоа, да бевме 11-мина, така и ова сега може да им се случи на овие големите. Вујо, останува честа голема задоволството исто така што беше дел од оваа дружба, од оваа полемика, од овој дебатен фудбалски стол, фудбалска маса, нели? Ти благодариме за учеството и ти посакуваме многу успех и многу среќа во работата и понатаму, да изникнат нашите млади фудбалери, нашите селектори, да дојдат до уште едно големо надпреварување.
Бране Златко, задоволство не е баш мое задоволство. Што ми дозволивте, ме поканивте да евоцирам некои спомени, значи од некогаш, од минатото, а сите сме спортски луѓе и работници и секој на својот начин, некој од трибина, некој на терен, така да убаво беше и ви благодарам уште една за поканата. Уживавме во твоето друштво. Благодарам. А вие, драги гледачи, натаму уживајте во настаните од Светското фудбалско првенство. Следната емисија ќе ни биде одново в петок. Ви благодарам за вниманието и пријатно.